Изминатите 9 години студентите беа приоритет на раководството на Универзитетот Гоце Делчев. Така ќе биде и во иднина. Ова пред почетокот од одбележувањето на 9-годишното постоење на универзитетот го истакна сегашниот ректор, професор доктор Блажо Боев. Тоа е основната определба на овој универзитет, да даде квалитетно образование, да даде добро образование, да даде добри алатки на студентите да може да се најдат на пазарот на работна рака, да може да се најдат во животот и да не го истрошат времето, најубавото време од својот живот да го потрошат за ништо, него да го потрошат за стекнување на знаења и оние компетенти што се потребни во животот. Имаме идеи да овој универзитет прерасне во една исклучително модерна установа со изграден огромен кампус во рамките на Штип, кој би обединил сите факултети кои се наоѓаат во Штип, со една модерна инфраструктура, модерни сервиси за студентите, модерно сместување за студентите, модерни ресторани за студентите, сето она што представува исчекор квалитетен исчекор во 21 век. 9-годишното постоење и инвестирање во подобрувањето на условите во Штипскиот универзитет резултираше со тоа што веќе е на второ место во Републикава, веднаш по најстариот универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје, со континуираното воведување на наставно-научните програми и нови катедри единствени во Република Македонија. Кога владата на Република Македонија донесе својата одлука за формирање на нов универзитет, а потоа и собранието го донесе законот за основање на овој универзитет, беше проследена со голема скепса и негативни оценки околу потребата и воопшто основањето на еден ваков универзитет. Меѓутоа, 9 години потоа можам да констатирам дека тоа беше една од најправилните одлуки кои што ние како влада ги имаме донесено во овие 9 години. На свечената седница актуелниот ректор професор доктор Блажо Боев му додели свечена плакета на претходниот професор доктор Саша Митрев за се што во неговиот мандат беше направено за Универзитетот Гоце Делчев. На свечената седница беше објавено и името на почесниот професор. Станува збор за Јерк Елзенбах, директор во Дрекстермаер, германска фирма со представништво во Кавадарци, каде студенти на Универзитетот Гоце Делчев реализираат практична настава. I think we have to bridge the theoretical perspective and the industrial perspective that Јас мислам дека треба да се постави мост помеѓу теоретскиот и индустрискиот просперитет кој во иднина ќе има квалифицирани експерти во индустријата. Затоа академскиот свет мора да учи од практичната работа, а практичната работа треба да учи од теоретскиот дел. Ние го правиме тоа бидејќи ја поддржуваме теоријата дека вистинскиот елемент во студирањето ќе се гледа во идните квалификации. Квалитетот не е функционалноста, квалитетот е задоволни клиенти. Свечени плакети добија и најдобрите дипломци, за кои студирањето на Штипскиот универзитет, благодарение на секогаш подготвените професори, воопшто не им било тешко. Дипломирав со просек 9.90 на Филолошки факултет, одсек англиски јазик, инженерство. Перспективата ја гледам во некој од нашите средни или основни училишта, па здравје понатаму може би и на универзитетот. Дипломирав на факултетот за медицински науки, општа медицина со просек 9.93. И секако ова е еден голем поттик за нас, значи како дипломирани студенти во иднина за уште поголема работа и за уште поголеми успеси. Плановите, значи секако во иднина специјализација, магистратура, докторати. Свечени признанија и плакети добија заслужни поединци, професори, студенти, а ќе се доделат и стипендии за најдобрите актуелни студенти на универзитетот.